Многу убави цвеќиња. Си помислив дека ќе ти израдуваат. Се, тоа што се Видиш, случи... поминуваме тешки денови. Тоа и ти го знаеш, нели? А ќе има уште потешки. Само сакам да знаеш дека во мојот живот единствено ти постоиш. Така ќе биде и понатаму. Нема потреба да се расправаме и да се лутиме поради други жени. Секој нека одговара за своите постапки, а ние за нашите. И јас, ако не ме прекинеше, ќе ти кажав дека нема потреба да ми објаснуваш за тоа што се случи утрева. Затоа што, доколку не ми кажуваш, сигурно имаш причина за тоа. Јас ти верувам тебе, Сеид. Многу те сакам. Душа. Душа. Што е ова? Ова, те направив тестенини. Тестенини, навистина? Тестенини. Многу е вкусно. Господ здраве да ти даде. На здравје нека ти е. Веднаш научи. И внатре она ги наполни. Навистина, да немаше сведоци, немаше да поверувам. Ако ти пак не верувај. И поаѓа се од рака. Убава и знае да готви. Господа е сочува до уроци. Амин. Благодарам. Се плашиш ли од мене, Ѓузиде? Зошто плачеш? Причината за солзиве да не е некој друг. Каде што ти е срцето? Не. Овие зборови ме мотивираат. Аман, Керко, пази се. Ако вака зборуваш цел ден, ќе останеш во кујната. Што сакате? Црвен пипер барам. Еве го. Јахја? Ти треба ли нешто? Не. Останаа ли тестенини? Остана. Дај ми ја чинијата. Ајде, седни си ти. Каде се изгуби ти до сега? До Галип сум цело време. И така не излегува. Што му е? Се удрил неколку пати со лицето во некој англичанец. Навистина, Сабри? Не е ништо посебно. Ти, синко, не знаеш да молчиш. Ако зборуваш вака надвор, ќе ти дојдат луѓето пред врата. Јас ништо не реков. Боже, Боже. Дадо Шула ми раскаже зашто те викаат волкот Сеид. Не е ништо срамно. Секој дете плаче.
Нормално дека плаче. Но бато Сеид изгледа малку повеќе плачел. Не можеле да го замолчат. Добро, а ти знаеш ли зашто имаш бемка на лицето? Овде. Од раѓање. Тогаш, како тоа ние немаме иста таква? Зашто? Уште додека се во стомакот на својата мајка, дечињата кои се малку немирни и се попаметни од другите, за да можат да се разликуваат, се раѓаат со бемка. Сега ме лажеш. Волк никогаш не лаже. Тој вас многу ве сака. Кога ќе порасне сака да е како вас? Баш ми е драго, навистина. Ама за сега си мал волк. Волкче. Волкче. Леле, Джелил. Господине Сеид, ова е за вас. Да ве почекаат за одговор или да си одат? Не, нема потреба да ме чекаат. Ти благодарам. Убави вести се надева. Бароницата, Лола. Петро ја напуштил куќата. Да не дошол овде, прашува. Јас го немам виден од утринава. И јас. Каде би можел да замине? Животот, значи е ваков, а вие, уште додека бевте во Русија, ви помагавме, но тоа не помогна да се спречат немирите. Но откако пребегавте, овдека сте побезбедни. Тоа што ни помогнавте нема да го заборавиме. Да наздравиме за тоа. Но вашите пријатели не го мислат истото за мене. Долгот кон вас никогаш нема да го заборавам. Ако вие заборавате, јас ќе ве подсетам, не грижете се. Петро ја напуштил куќата на бароницата заради мене. Најверојатно за јас да бидам спокојна. Денес сета своја нервоза ја истори врз него. Можно е да ми се налутил. Јас знам неговата добра намера. Тој секогаш беше покрај мене, секогаш ме поддржуваше, дури во моите најтешки денови. Знам дека сака да ме заштити, но... Чекај малку, од кого тоа тебе те штити тој? Од кого те штити? Од мене те штити? Нормално дека Тој ли не. ти кажува се во врска со бароницата? Моите поранешни љубовници, од него ли ги дознаваш? Јас никогаш не прашував ништо за тоа. Впрочем, и нема потреба никого да прашувам за твоите поранешни врски. Во Петроград сите твои приказни стасуваат до моето семејство. Што е, синко? Од јадењето ли ти е тешко? Не, Војко, али... Излегов малку да прошетам. Сакаш друштво? Твоето семејство се уште ли е во Алушта? Не. Ги изгубив нив уште многу пред војната. Нека им е лесна земјата. Благодарам. Од болест. Еден под друг заминаа. Добра, кажи ми, имаш брат? Не, само јас сум. А и нормално Сеид. Тој ми е како брат. Со бато Сеид сте другари уште од детството? Да, така е. Уште на твои години одевме во военото училиште. Таму станаме пријатели, а подосна и браќа. Неговото семејство стана и мое. Широ ми ги отворија вратите, а и срцата исто. Никогаш не ми издвои од другите своји деца. И бато Јахја ни ги отвори нас вратите. На сите нас. Сабри, доцна е, зарем ти уште не спиеш? Добро, бато Јахја. Ајде, на спиење. Не ми замерувајте, јас го задржав.
но вредеше Бога ми. Што убаво си поразговаравме. Убаво, но доволно е за денес. Друг пат ќе ми раскажеш ли за војната? Кога се боревте? Со кого се боревте? Колку оружје имавте? Добро, сега ти раскажам. Со овие англичани ве се боревте? Ајде, синко, ајде. Добро, бато Јахја. Да се напиеме по едно кафе. Не благодарам. Јас малку ќе прошетам. Ви благодарам и убава ноќ. И вам исто. Убава ноќ. И тебе, синко. Што убаво си разговара. Да ги оставиме уште малку. Ова место не е за разговор. Нас не ни пречеа. Јас не му верувам на овој човек. Воопшто не се контролира. Постојано пие. На Сеид целосно му верувам, само не и на овој човек. А и не му дозволувајте секому да се моткан искујнава. И Ајше работи овде. Не сакам луѓево да си помислат нешто. Добро, Јахја. Господинот Джелил е всушност многу пристоен човек. Не е срекена. Има голема рана и заради тоа е таков. И ти не го познаваш доволно, нели, господјо Ѓузиде? Тогаш како ќе знаеш каков е? Верувам во тоа што гледам, тоа се само приказни. Уште од првиот ден кога дојде само проблем им прави на луѓето околу него. Друго ништо не ме засега мене. Ниту вас ве засега. Се разбравме ли? Добро. Добро. Добра ти вечер. Но се извинувам. Ти исплаши ли? Бев замислена и заради тоа. Добра вечер. Добра вечер. Доволку досна ли работите? Денес многу работа имавме, па затоа останав додека да завршам. А ми требаат и пари. А кој нема? И јас барам работа. Да не знаеш каде би можел да најдам. Не знам. Да не дозна нешто за брат ти. Не. Да одзнае. Да ве придружувам до трамвајот. Не благодарам. Не грижите се. Добра ноќ. Добра ноќ. Се чувствуваш како никаде да не припаѓаш, нели? И во право си. Зад себе имаш оставено голем товар. Многу тажни приказни. А тебе и спомените ти се горки очигледно. Ова што ти го кажам, може би не е моја работа. И не треба јас да ти го кажувам, но... Таман работа. Те молам. Како постар, а и заради тоа што те чувствувам многу близок до себе, или пак ете како татко, послушај ме што ќе ти кажам. Тебе, синко, не ти доликува да бидеш со девојка, а се уште не сте верени. Не знам што те спречува, но со време ќе се отрнеш од сите тие стеги кои те мачат. Треба да се ослободиш, да го фрлиш тоа зад себе. Види, ти си ни како син, а Шула е како керка. А тебе не ти доликува, бе, синко. А и девојчето е тажно.
Зар мислиш дека јас сакам вака да биде? Жените се горделиви. Тие нема да спомнат и само ќе си чекаат. И ќе чекаат многу долго, доволно долго, а тоа што ќе го премолчат, ќе им остане длабоко во срцето и со време тоа ќе расте и ќе расте. Види, синко, гледај да не дојде до тоа. Доколку срцето се излади, тешко ќе се загрее повторно. Не одолговлекувај повеќе, синко. Сеид? Шула, ти си мојата еднина. Ти си мојата чест, моје семејство. Ти си се она што ми недостасува мене. Ти си мојата алушта која што ја напуштив. Мојот здив, моја гордост. Ти си единствената девојка со која мечтам да се оженам, верувај ми. Сега е тој момент. Ќе се омажеш ли за мене, Шула? Да, ќе се омажам за тебе. Многу те сакам. И јас многу те сакам. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Ќе одите да прошетате? Да, ќе одиме на прошетка до општината. Зарно нека е. Шула и јас ќе поднесеме документи за венчавка. Каква убава вест. Многу ми е драго. Свадба ќе има? Ти сакаш ли да има свадба? Сакам. Ви честитам, нека ви е со среќа. Одлучивме веќе да не ги чекаме нашите семејства. А и вие веќе сте наше семејство. Ви честитам. Види го ти волчкото. Веднаш истаче да им пренесе во кујна. Ајде, Душо, имајте убава работа. Исто и вие. Слушнете каква вест носам. Што е сега? Сеид и Шула ќе се земат.
На вистина ли? На вистина и свадба ќе има. Ајде се среќа нека има. Од сега натаму нека бидат срекни за секогаш. На една перница да спијат. Амин. Сети шула ќе се земат. Сети Добро шула да ќе се слушнавме. земат. Сети шула ќе се земат. Да даде Господ сите што сакаат да си се оженат. Амин. Затворено е. Кој го отварате? Подоцна дојдете, простете. Господе Боже. Донесовте многу добра одлука. Сега е вистинско време да се инвестира во Истанбул. Овој град е рај за тие што имаат пари. Може да погледнам? Нормално. Кој е? Тоа од озгора. Ова ли? Да. Повелете. Многу е драгоцено. Една очајна девојка ми го продаде. Наследство од семејството било. Се сеќавате ли кој го продаде? Не, ама паметам дека беше една млада девојка која дојде со уште еден млад човек. Двајцата заедно дојдоа. Се сеќавате на него? За жал не. Во последно време ми доаѓаат многу луѓе и продава се што имаат. Го купувам ова. Убаво. Повелете. Се уште имаш температура. Не оставај ме. Овде сум, не грижи се. Не оставај ме. До тебе сум, Тина. До тебе сум. Не ни предпоставував дека ќе биде толку лесно. Сега, ние на вистина ќе се венчаме? Внимавај. А да одиме до поштата, сакам да го испратам писмото на тетка ми. Повторно ли пише? Да, се додека не ми врати ќе и пишувам. Најпрво да одиме до поштата, подоцна ќе отидеме до едно место за кое чув дека престојуваат пребегани од Русија. А денеска да го прескокнеме делот со барањето, што велиш? Да го однесеме писмото, па да погледнеме материјали за твојот невестински фустан. Сид, нема потреба од невестински фустан само заради еден подпис. Не може така, Шула. Ќе направиме прослава во хотелот. И ти ќе го облечеш невестинскиот фустан. Се ќе биде како што си замислуваш. Мојот единствен сон е да бидам заедно со тебе и со моето семејство. Друго не ми треба. За да го најдеме најдобриот дуќан за материјали, тогаш ќе треба да одиме веднаш кај Пера. Добро. Вчера дојде еден и побара да работи било каква работа. Изгледаше како добро и честно момче. Му реков, дојди денес, а јутре ако сакаш, ако можеш. Но денес, еве го нема никаде. Колку бргули му здосади таа работа, не разбирам. Си нашол работа тој како музичар? Добро, полека.
Сигурно. Не изгледаше дека ќе остане овде, ама мислев дека ќе сака да работи. Јас денес сум подобар вујче, ќе поработам Ќе малку. поработел со ова лице ли бе? Не се појавувам меѓу луѓе. Синко, седи овде, нека ти помене како што треба и така цело време доаѓаат англискиве војници. Ке те препознае некој. Треба да внимаваш, не прави проблеми. Повелете, Господ здраве нека ви даде. имете убав ден. Ви благодарам. Ајде, побрзо! Цело утро само се прозеваш, девојче. И мене ми се приспа поради тебе. Да не лулаш цела вечер, бебе. Господе Боже. Ајде! Ајде, влегувајте. Што се случува? Ќе го пребараме хотелов. Зошто? Се што има во околинава, куќи, дуќани, хотели, се ќе пребараме. Ѓузиде, врати се во собата и те молам не излегува надвор. Што барате? Господјо Ѓузиде. Дојду англичаните, ќе го пребараат хотелов. Секаде пребарајте. Господи Боже, што се случува? Што барате? Ова е кујната. Овде погледни. Јахја, што се случува? Не знам ни јас. Добро, ќе ми кажете ли што барате? Овде се спремал алкохол за продажба. Алкохол? Мора да сте во грешка. И кој ви го кажа тоа вам? Овде се излегува во дворот ли? Нема таму ништо. Тоа е само двор. Од каде се појавија војници, бе, Гали? Видете, овде во хотелов се е законски. Овде што има? Намирни си за кујна. Каде е клучот? Клучот? Аха, па тоа така не го користиме многу често. Клучот, јас да го побарам клучот. Капетане, не разбирам што се случува. Што бараат вашиве војници во хотелов? Се што е на улицава пребаруваме. Не го пребаруваме само хотелов. Дај ми го мене. Ете, гледате, собата е празна. Секаде пребарајте убаво. Нема ништо, нема ништо. Најпрво ме уапсивте дека сум убил некого. А сега и ова ли го правите? А впрочем, доволно наплативте со тоа што ме натепавте без потреба. Така ли е? Гледам откако ви дојдоа гостите од Крим. Поинаку зборувате со мене. Што се случува? Тебе не треба да те интересира.
Оваа неправда почна да ги вознемирува семејствата кои престојуваат во хотелов. Кога велите семејство, мислите на Сеите Еминов и неговата љубовница? Што зборуваш, бе? Што правиш? Зборуваш ти, Престани, окупатору? престани! Ще еднаш да не си го спомнал името на мојот пријател. Што правиш? Што правиш? Смири се. Толку од тебе. Готов си, готов си. Капетане, хотелов е чист. Однесете го човеков. Сега сме готови. Носете го. Капетане. Носи ме. Голема грешка направи. Многу голема. Може би. Но вредеше, верувајте ми. Така ли? Да. Носете го. Додека твоите пријатели се мои непријатели, и ти ќе си имаш работа со мене. Не. Джелил, што правите вие? Каде го носите, Джелил? Не се грижи за мене, пријателе. Кажи ми, зошто те носат? Што направи, кажи. Капетане! Поздравете се со вашиот пријател, затоа што со првиот брод ќе го вратам назад. Капетане! Со кое право му отиде пред вратата на тој човек? Како можеш да направиш такво нешто? Јас само сакав да помогнам. Те помогна, видели? Полошо направи. Тој е неодговорен и проблематичен. Нели виде? Ете му сега. Уште од првата вечер ни направи проблеми. Мислиш дека посакува вака да биде? Ѓузиде, треба да знаеш каде и како се однесуваш. Треба да се однесуваш како што и доликува на мојата жена. Не си во алушта. Ти си ми жена и ќе живееш по мои правила. Ме разбра? Ова запомни го добро. Не заборавај. Што да прави девојката, бе, синко? Од каде да знае дека ова ќе се случи? Ете ни сега, си го доби капетанот. Му дадовме повод да ни додева сега. Мора да најдеме начин како да го решиме ова. Со Господ напред, ќе го решиме. Тешко ќе биде овој пат. Многу тешко. Ах, Керко. Треба да направиме нешто, детка Бинас. Ќе го вратат назад. Многу се кам што му бев на врата. Не е твоја вина, Керко, не е. Зарем ти му рече, оди и удри го капетанот? Самиот тоа го направи. За малку ќе те најде бато Галип. Вчера се спаси од толкава акција, а денес ќе те фатија во сопствениот кревет. Што зборуваш, бе, ти, Сабри? Лага ли е? Те спаси бато Сеј. Сабри, сакаш сега да ти залепаме на шлаканица? Ти само не грижи се. Бато Сејт ќе го спаси. А кого друг би спасил? Од кај да знам јас кого би спасил? Боже, Боже. Но бато Джелил сигурно ќе го спаси. Еве овде запишувам. Дај Боже.
Видете, капетане, искрено знам дека ова не беше за простување. И јас прифаќам. Тогаш, што барате овде? Ама можеме да најдеме некое решение заедничко. Тоа не е можно. Пријателе, за ништо не го моли. За ништо. Видете, капетане, јас не барам да му простите. Ей, ме слушаш ли? Не барај ништо од тој човек за мене. Престани да зборуваш. За ваков ли човек дојде да молиш? Видете, Джелил ми е како брат. Јас сите мои браќа ги оставив и дојдов овде. Не смеам и него да го искупам. Навикнете се, Еминов. Вашиот пријател ќе се врати во земјата своја. Доколку се врати во Русија, тоа ќе биде крај за него. На тоа ќе мислеше пред да ме удри. Јас воопшто не ви велам да го пуштите некаснет. Нека се појави пред суд, нека одлежи затвор. Нека направи се што треба да се направи. Вие направете го. Ама ве замолувам, не го враќајте назад. Не заслужи да биде вратен и убиен во Русија. Почнувам да се нервирам, Еминов. Не сакам повеќе да слушам ништо во врска со ова. Одете си од овде. Капетане. Заминуве од тука. За долма бахче. Земи го ва. Ќе го испратиме со првиот брод назад. Ова ќе биде лекција на сите руси да знаат дека не може овде да прават што сакаат. Ајде, оди. Разбирам, капетане. Тие се полицијата на градов, господине Сеид. Видете, ние можеме да најдеме храбри луѓе како вас и да го повратиме целото оружје. Но верувајте, не можеме да го спасиме вашиот пријател. Не постои никаков начин. Ниту јас можам, ниту било кој може. Но сепак мора да постои некој начин. Зар не сум во право, ведат? Според мене, единствено бароницата може да ви помогне. Разбрав. Но најпрво ќе се обидам да најдам начин самиот да го спасам. Се надевам Сеид нема да западне во неволја. Штета. Вие денес венчаница ли земавте? Уф, каков несреќен ден за вас. Се ќе се среди. Джелил ќе се спаси. Дај Боже. Воспротивно би можела и да се одложи свадбата. Здраво. Петра! Во право време дојде Петра. Убаво што дојде. Што се случи? Го апсија Джелил. Што зборуваш? Седни. Сте ме барале, господине? Кажи ми, ти мене што ми рече, доколку го најдам твојот брат, ќе направиш се што ќе посакам, така? Господине Риза? Добро, полека. Господине, го најдовте ли? Навистина ли? Ова ли е твојот брат? Да. Да, тоа е. Господе, ти благодарам. Господине Риза, многу ви благодарам, многу ве сакам. Добро, смири се. Кога си доаѓа? Види, ете најдовме нешто. Сега треба да дознаеме каде се наоѓа тој. Во најмала рака дознавме дека не е вратен. Многу ви благодарам. Кога ќе го донесам овде, ќе му се заблагодариш на капетанот Били. Ќе му се заблагодарам. Го најдовме, Игор. Го најдовме. Ајде сега сите назад на работа. Да не се предомислам. Јас мислам Сеид ќе си има проблеми заради луѓето околу него. Ајде,
Да не речеш не сум ти кажала. Ако мене ме прашуваш, мислам дека треба од сите да се ослободи. А најпрво од Шула да почне. Што зборуваш ти, Ајше? Горе се прегрнува со нежена човек. Ах, Петро. Оваа жена ќе му направи проблеми на Сеид. И тоа големи. Погледни ме, Ајше. Освести се. И од кога тоа господин Сеид, сега е само Сеид? Аман бе, дадо. Само меѓу себе зборуваме? Не зборувај. Ќе направам се што можам. Дај Боже. Инаку Сеид ќе се разочара. Сите би се разочарале. Да. Не грижи се. Ќе видам што можам да направам. Прстенот на Сеид ти го носиш? Заради случкава заборавив да ти кажам. Со Сеид одлучивме да се земеме. Прстенов ми е голем, но многу ми значи. Тој ми го даде. Многу се издрадував. Многу убава вест е ова. На крајот на месецов ќе се земеме. Всушност, доколку се биде во ред, тогаш ќе се земеме. Големо изненадување за мене. Петро, каде се изгуби ти? Многу се загрежив за тебе. Ме изненади ова со Джерил. Заборавив зошто дојдов овде. Јас денес, додека бев по една своја работа, најдов на чудо. Ова е за тебе. За мене? Отвори го. По веста за венчавката, подароков е уште позначаен. Ова е на Тина. Во еден дукјан го најдов. Тина е во Истанбул, Шула. Жива е. Жива е, Тина, жива. Ти ветувам дека ќе ја најдам. Петро ми го подари светот. Многу ти благодарам. Многу ти благодарам. Многу ти благодарам. Толку ли е лесно да се извадат документи за венчавка? Што ако луѓето се измамници, а? Што ако веќе се омажени во Русија, оженети? Немаме никакви информации од Русија. Во тој случај само пасошите ни се веродостојни. Колку доцна стана, а се уште го нема. Кој знае каде? Ќе дојде ден кога англичаните ќе ги гледаме како се заминуваат од тука и никогаш нема да се вратат. Дај Боже. Господе, ти слушни ни го гласот и прифати ни ги молитвите. Петро доаѓа. Почекај ти тука, јас ќе го повикам.
ни дојде. Сеид, каде е? Не го видов. Бил во станица денес, но потоа не знам кај отишол. Сигурно бара начин како да му помогне на Джилил. Джилил, како е? Не дозволија да го видам. Ситуацијата не е надежна, Шула. Дали бароницата би можела да помогне? Ова ти го прашуваш? Да, доколку има можност, нека му помогне на Джилил. Таа е добра пријателка со капетанот, може би ќе го спаси. Добро, ќе си ја пробаме среќата. Убаво. Многу убаво испаднало. Ако вие сте задоволни, тоа е добро и за мене, капетане. Значи, кога се сака, се може. Девојчево е многу вредно, капетане. Ви кажував за незиниот брат. Не ли ви зборував пред некој ден? Инаку се вика Ајла. Сомнително е девојчево. Пријателка е со ониот Крим. Не грижете се, капетане. Нема никакви документи. Таа овде работи на црно, капетане. Ако направи нешто, јас веднаш ќе вратам назад од каде што дошла. Си ја научи и ти работава, гледам. И вие, капетане, многу убаво им правите. Што си прават, тоа ќе си добијат, така да знаете. Ајде погледни. Ако нема никој да си заминам. Веднаш. Господи Боже. Пријатна вечер, господин Ериза. Да не ви исплашив. Наеднаш ми излеговте и многу ме исплашивте, се изненадив. Малку ме исплашивте. Добро, а вие што вака сега во ова време? Колку убава мириса. Јас се враќам во хотелот, но поминувајќи од вратава ми замириса. Некако почувствував убав мирис, ама сепак поинаков. И си реков пред да одам во хотелот да ве поздравам. Каков мирис? Знаете, ние во чифликот правевме алкохол. Ама за наши потреби, се разбира, не за продажба. Заради тоа мене носов. Ми препознава мириси, знаете. Капетанот бил денес овде, така? Бил во потрага по овој мирис. Доколку го открие местово, веднаш ќе го затвори. Нема да ви дозволи да работите. И не дај Боже, ова убава перална може да ви одземе. Јас не се занимавам со тие работи. Јас сум сигурен дека е така, но сакав да ве предупредам, да знаете. Во ред, имајте убава вечер. И вие исто. Капетане, вие не грижете се. Тој ништо не свати, ништо. Мисли си ти така? Знае. Ти се закани со други зборови. Од каде би можел да дознае? Девојчето Ајла се вика?